Добре дојде во студио за госпоđа Дивна Шиповиќ, сопруга на Мирослав Шиповиќ, прв човек на Советот на општина Центар, кој е во моментов во притвор заради обвинението, вели, криминали во машинов промет. Госпоđо Шиповиќ, на вашиот сопруг му беше продолжен притворот и вие јавно реагиравте вчера токму за продолжувањето на притворот. Протестиравте. Може ли ги кажете, ве молам, причините заради кои протестирате јавно? Прво, благодарност до вас што ми дадовте прилика да кажам да го кажам нашиот дел од приказната. Ние протестиравме прво со жалба од преку нашиот адвокат на решението кое е издадено за притвор, бидејќи условите кои се предвидени со решението за продолжување на притвор не стојат. Вчера на својот Facebook профил јас напишав и побарав од пријателите на Мирослав да се заложат, да помогнат околу објаснување дека причините за притвор кои се наведени во решението не стојат и дека Мирослав треба да се брани од слобода. Зошто сметате дека не стојат причините за продолжување на притвор? Според решението, законот предвидува три услови за продолжување на притвор. Првиот услов е повторување на делото. Тоа не е предвидено, не е вклучено во неговото решение, затоа што тој нема никаква раководна функција во ниедно предпријатие, во ниедна фирма. Тоа не беше вклучено ни во првото решение. Кај него се два услови за притвор. Едниот е дека ќе се даде во бегство, што е, јас морам да кажам, дека е навистина смешно. Човек кој едва и успеа да се врати во Македонија, иако беше спречен од надлежните власти со меѓународна потерница издадена во вечерните часови дента кога тој тргна од Бостон да се врати 2 недели пред предвидениот рок, кој на свое лично барање беше екстрадиран по брза постапка и покрај тоа што од австриските власти му беше понудено да го заштитат преку судски процес кој би се водел во Австрија и би се проценувала дали има некаков криминален акт за кој се гони во Македонија. Тој тоа го одби, потпиша документ дека се откажува од тоа право, само да се врати што побрзо во Македонија. Тоа се случи, неговата екстрадиција беше одобрена на 4 ноември. На 6 ноември нашите власти добија официјална информација, потврда дека екстрадицијата е одобрена. Беше даден рок според Европската конвенција за екстрадиција, кој предвидува 2 недели од денот на одобрување на екстрадицијата. Добро, се извинувам. И третиот услов да не се повтори делото, рековте, да се оневозможи да се даде во бегство, и третиот да влијае врз истрагата и сведоците. Зошто не е можно да влијае врз истрагата? Затоа што истрагата е комплетно завршена, истражниот судија целиот случај со сите документи кои обвинителството ги барало, ги предал во обвинителството. Истрагата е во целост завршена. Сите сведоци кои ги барало обвинителството се испрашани и сите документи кои обвинителството ги барало се обезбедени. Вие барате всушност да оди во куќен притвор? Или да се брани од слобода, затоа што нема ниеден од условите за притвор не стојат во неговиот случај, а само тие три ги предвидува нашиот закон. Ниеден од тие три не се исполнети. Добро, зошто господинот Шиповиќ, вашиот сопруг, беше во Соединетите Американски држави? Како се донесе одлука да оди во Америка? Ние имаме син кој живее во Бостон веќе 12 години. Тој имаше повреда на коленото на скијање и бидејќи не можеше да го рехабилитира само со терапија коленото, мораше да се подвргне на операција. Операцијата беше закажана за 23 септември и тој побара од нас помош, бидејќи сопругата негова не можеше толку денови да земе слободни за да го носи на физикална терапија и да му помага додека е тој неподвижен. Побара од нас помош.
тоа се случуваше во мај и јуни. Ние, мислам, неговото барање на помош да му помогнеме како во неговата рехабилитација, во август месец, на 15 август, што може да се види од неговата карта, од картата на Мирослав, ние купивме карти и на 22 септември ние заминавме за Бостон. Операцијата беше на 23 септември. На 27 октомври беше предвидено ние да се вратиме назад, затоа што докторот, неговиот доктор, ни кажа дека најмалку 6 недели се потребни за физикална терапија, интензивна, секој дневно да оди на физикална терапија, значи некој да го носи на физикална терапија, за да тој се опорави и може сам да се движи. Значи картите се купени пред да започне воопшто истрагата од МВР? Ние воопшто не бевме... Јас тука морам да кажам дека сопругот мој, кога ја купи картата, ги информира сите во советот на општината, сите своји партнери, сите своји колеги, дека тој ќе биде одсутен од 22 септември до 27 октомври. Него никој никогаш не му поставил никакво прашање околу машинопромет. Тој своите први акции во машинопромет ги има купено во декември 2010 година. Колку акции има купено? Јас не го знам точниот број на акциите. За која сума се работи? Не би можела ни за сумата да кажам. Знам во проценти дека има 25,6% од акциите во машинопромет, кој тој ги купува во 2011, почнува во 2010, во 2011 ги докупува тие акции и во 2011 на крај на февруари 2012 тој стана председател на управен одбор во машинопромет. И што се случуваше во машинопромет? Зашто е сушност обвинет вашиот сопруг? Машинопромет е фирма со многу големи проблеми, со години наназад, фирма која била обезвреднета од претходната управа. Тука ќе спомнам фамилијата Пајмаковци, која 2008 година вработените успеале да ги отстранат и да го одземат управувањето од нив. Кога го одзеле управувањето од нив, тие почнуваат постапка да се види колку долгови таа фамилија оставила во машинопромет и да се бараат начини како тие долгови кон државата да се вратат. Зборуваме за околу 500.000 евра долг кон УЈП. И која е улогата на вашиот сопруг во тој период? Тој нема никаква улога во тој период. 2011 кога тој станува председател на управен одбор, имаат понуда да го издадат магацинот. Во магацинот стои некоја застарена штрафовска роба и некои застарени делови за кои претходно, додека тој уште не бил во машинопромет, зборуваме 2008 и 2009, управата на машинопромет побарала од УЈП проценка на робата, бидејќи најголемите долгови се кон УЈП, тие ги повикале и кажале во магазинот имаме одредена роба, дојдете, погледајте ја и ако и земете ја на име на долгот. Тие пошле, виделе, тоа не вреди ништо, ние со тоа не можеме да го наплатиме долгот. И 2011 тука има уште две работи кои сакам да ги кажам. Тогаш машинопромет се обраќа до УЈП во писмена форма со 2 писма и бара дозвола за продавање на таа роба. Дозволата е издадена на 17.10.2008 од УЈП. Значи званична дозвола да се продаде таа роба од магазин. 2 лицитации се објавени во 2009 во 7 и 12 месец да се продаде таа роба. Никој не се јавува на лицитација. Значи, никој не цени дека таа роба има било каква вредност, иако е намалена вредноста на робата. И што се случува потоа? Потоа, во 2010
повторно се прави проценка на таа роба, се прави права проценка на робата. Јас не ја знам точната сума, меѓутоа минимална е сумата на таа застарена штрафовска роба и застарени резервни делови. Во 2011 повторно, кога добиваат понуда да го издадат магазинот, директорот на фирмата му се обраќа на сопругот мој и вели имаме понуда, што да правиме, дали да се обидеме да ја продадеме оваа роба. Има и заинтересирани предпријатија кои се занимаваат со отпад да ја откупат таа роба. Пишуваат 2 писма, повторно се обраќаат до УЈП, едното е испратено во април, второто во јуни 2011. И се согласува и УЈП? И УЈП се согласува со второто писмо целосна спецификација на робата е дадена, УЈП се согласува. Се продава робата? И се продава робата во И кој е обвинението околу робата? Парите од продажбата на робата веднаш се уплатуваат на УЈП и има документ, решение од УЈП дека парите се примени и како се прераспределени тие пари во нивните оделенија. Обвинението е дека робата е продадена за 260.000 денари, а таа вредела наводно 60 милиони денари. Иако била направена повторна проценка, иако И зелено светло било дадено од УЈП. И дадено на неколку пати зелено светло од УЈП. Дали сметате Шечеринска, госпоѓата Радмила Шечеринска, заменик председател на СДСМ, во интервју за Нова рече дека смета дека го апсат Шиповиќ за да ги скријат криминалите, ја цитирам. Сметате ли дека вашиот сопруг е политички затвореник? Јас сум длабоко убедена дека е тој политички затвореник. Сево ова се случуваше околу машинопромет 2011. Тој од 2012 не е веќе во управните органи на машинопромет. Никој никогаш не прашал што станало, ниту од УЈП, ниту од било или од МВР, никој не се обратил да праша што станува со машинопромет. Одеднаш, кога сите знаат, кога јавноста е информирана дека тој ќе биде одсутен 6 недели од државата, се покренува истрагата и се прави медиумски линч на фамилијата Шиповиќ. Се апси и неговиот брат, кој е оснивач и собственик на фирмата Сиком, која всушност ги поседува акциите во машинопромет. Се апси председателот на управниот одбор Ванчо, луѓе од УЈП, луѓе од Штип кои се во тие фирми што се занимаваат со отпадот. Добро. Имате ли контакти со господинот Шиповиќ, со вашиот сопруг? Јас само се извинувам, не одговорив на вашето прашање, зашто јас мислам дека освен ова што реков дека е искористен момент на негово отсуство да се покрене истрагата, вие знаете каков е распоредот на силите во општина Центар. 11-11, решавачки е 12-тиот глас, неговиот глас. Тој беше многу гласен, кога пред Бристол се сечеа дрвата, беше многу гласен кога се расправаше, кога се обиде Советот во општината да расправа по промената на деталните урбанистички планови, многу пати јавно истапуваше и ја критикуваше власта и претходниот состав на Советот предводен од владачката партија, градоначалникот, се она што се случуваше во претходниот период околу Скопје 2014, околу сечата на дрвјата во цела општина Центар. Гледаме сега дека само имаме наместо оние 10 летни стебла големи кои го прочистуваа воздухот во општина Центар, гледаме прачки со по 2-3 ливчиња кои не може да ја заменат нивната улога. Добро, значи сметате дека станува збор за политичка одмазда на оваа власт? Да, апсолутно. Имате ли контакти со вашиот сопруг? Како се чувствува тој во притвор? Какви се условите на притворот? Јас него го посетив и додека беше во Виена еднаш.
Таму беше во тешка состојба, во смисла беше комплетно изолиран од сите информации што се случува тука во Македонија. 38 дена тој помина во Виена и јас сметав дека е добро да го посетам, да немаше ништо, ни облека, знаете, го приведоа како што беше облечен. Морав да му однесам и облека и прибор за хигиена. Тогаш тој, мислам, знаете, тој е јак човек. Неговиот дух е исклучително јак. Тој е свесен дека е ова политички монтиран процес и дека мора да докажува дека е невин и покрај тоа што фактите, сведоците сведочат дека нема никаква ниту негова вина, ниту пак вина на луѓето што се притворени од УЈП или пак од машино промет. За сегашните услови, да. Тука во Скопје го имам посетено неколку пати. Тој се уште добро изгледа, иако физички морам да кажам е ослабнат најмалку 20 килограми, испиен во лицето, многу блед, 78 дена притвор си го прават своето, но се уште наоѓа сила да се насмевне, да ја поздрави целата фамилија, сите своји пријатели, сите своји сопартици, другари, и да им каже дека тој нема да даде оставка, дека тој не е виновен, тој е невин во случајот и дека ќе ја докажува својата невинност пред судот. Какви се условите, ве прашав, на притворот? Јас не сум влегла во просториите. Добро, неговите, што вели тој, неговото сведоштво што вели? Дека е во келија со 6 притвореници, од кои има 5 кревети, 6-тиот е на душек на подот лежи. Мојот сопруг имал среќа 20 минути го привеле пред тој 6-тиот, така да тој добил кревет, инаку тој ќе бил без кревет. Луѓето, стражарите се многу коректни, се обидуваат да помогнат колку што можат, тој не е малтретиран, баш напротив, мислам, односот кон него е добар, меѓутоа храната е исклучително лоша. Секој дневно одиме да носиме не само јас, него и други луѓе кои имаат блиски во притвор, секој дневно носиме храна за да можат тие да преживеат. Многу е ладно, постојано носиме постелнина, кебиња, многу топла облека, затоа што им пуштаат парно половина час осабајле и половина час попладне. Условите се многу тешки. Тоа е предвидено за најмалку половина од притворените. Значи, они се пребукирани. Јас не можам да кажам ни дека луѓето во истражниот затвор се виновни. Едноставно, премногу луѓе има во притвор за капацитетот што тие го имаат. Ниту има доволно буџет за храна, да ги нахранат како според сите конвенции, како што е предвидено, ниту пак има доволно средства да се обезбеди грејање нивно. Да ви кажам како чекаме ние за да влеземе да ги посетиме. 20 минути ни се дадени на располагање. Еднаш неделно? Не, 2 пати месечно, 2 пати во месецот, и мене ми беше дозволено уште 2 вонредни посети. Едната беше кога дојде тој веднаш за да можам да го видам и да му однесам што му е потребно, и кога дојде ќерката наша за да го види, она го нема видено 6 месеци, и ми беше дозволено 2 пати вонредно да го посетам. Чекаме со сати, повторно ќе кажам. Што чекате со сати? За да влеземе да го видиме. Зошто, кое е образложението? Образложението е дека нема доволно чувари кои би ја спровеле целата таа постапка. Они си имаат своја процедура, но нема доволно луѓе таа процедура побрзо да трае. Па ако дојде некој адвокат, истите тие треба да го однесат адвокатот, да го сочекаат, па да го вратат, а сите ние чекаме. Во една посета јас чекав до 7 навечер. Дури влегов во 7 навечер, отидов сабајле во 9:30, чекав до 7 навечер во една
многу ладна просторија. Можете да замислите како сум изгледала кога мојот сопруг, кога ме виде, солзи му се наполнија очите, вели, бидејќи тој е загрижен за мојата здравствена состојба, јас имав голем здравствен проблем и тој ми вели, внимавај на себе, подобро да не ме посетуваш, отколку да се разболиш. Знаете, јас имав диагноза рак на дојка, морав да поминам хемотерапија година дена со херцептин и се ова се случува веднаш после тие мои здравствени проблеми. Тој сега е загрижен за мојата здравствена состојба и вели, подобро да не ме посетуваш, отколку и ти да се разболиш во овие услови во кои што мораш да чекаш. Рековте дека нема намера да даде оставка вашиот сопруг како прв човек на Советот на општина Центар. Знаете ли, дали ви пренел кој е планот тогаш за општина Центар со ваков нерешен резултат на силите на политичките сили? Тој верува во својата партија, верува во коалициониот партнер, дека ќе најдат решение. Еве гледаме дека буџетот помина, очигледно е најдено решение и разбирање од другата страна. На друга страна гледаме дека градежното земјиште не е пренесено на општина Центар, тоа е единствена општина во која всушност која не владее со своето градежно земјиште. Тој смета дека не е тој оној што треба да го решава тој проблем. Тој е избран како председател на Совет и нема намера да даде оставка, ниту пак неговата партија бара од него да даде оставка на функцијата председател на Советот на општина Центар. Добро, ви благодарам што бевте гостин во студио. Јас ви благодарам што ми дадовте прилика да ја кажам нашиот дел од вистината. Благодарам.